Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение и вечерва имаме гостин. Но пред да го поздравам гостинот, позади мене гледате една слика и ќе имаме прилика малку повеќе да посветиме внимание на редниот период. Имено, како чиста естетика и како убавина ете, бидејќи имаме емисија која трае долго, оди секој ден по 2 часа во прайм тајм. Имам огромна чест и задоволство да ја објавам соработката која од денес ќе имаме со галеријата Грал. Оваа слика е дел од нивната галерија. Ова е слика на Мишел Лакроа, Парис ноќе, и разни слики, па и од домашни и од странски автори ќе се вртат овдека како една естетика, а може би ако некој го инспирирам и да ја купи. Како и да е. Уште еднаш добро вечер и добро вечер за мојот гостин Виктор Трифуновски. Виктор, добро вечер. Добро вечер, Јанко, добро вечер за тебе, за емисијата Јади Бурек и за гледачите на ТВ Сонце. Премалку си гостин во емисијата затоа што неверојатно е твоето знаење и познавање и разбирање на општествените економски процеси во светот и кај нас и даваш некои солуции. Просто е неверојатно дека се откажуваш од академски пристап у животот. Ти си работник, вреден, бизнисмен, соло и предприемаш, да кажам, како се нарекува тоа теоретски. Не ми се допаѓа тој збор, затоа не го употребив. Употребуване во погрешен контекст, веројатно затоа на многу луѓе не им се употребува. Но повеќе го преферирам отколку тајкун, да кажеме, тоа е нешто погрд збор. Камо да си тајкун, па да ми бидеш овдека нешто ала Трамп. Јас сакам не да ми биде комотно само во друштвото, кој кога одам на улица, така да сами си бираме најчесто во животот. Што ќе видиме? Знаеш како велат, Виктор? Кога си на врвот, си осамен. So what? Има одредени врвови на кои не би се качувал. Good point. Многу паметен човек си и неверојатно да ти кажам дека во расправиите знаеш дека ова нашево поларизирано општество е, обично ме напаѓа, знаеш, зошто си направил ваква емисија, дошол овој, кажал ова, кажал она, но знаеш ли што е многу интересно? Твоите најлути идеолошки противници, ти немаш противници едноставно по тезите што ги застапуваш, ти си антитоталитариста, ти си либертаријанец, ти си председател на либертаријанскиот клуб Атлас, ти се залагаш за слободен пазар. Луѓето токму од левицата, луѓето кои онака се етатисти, повеќе знаеш, државата да има контрола, неверојатен е фидбекот од позитивен кој го добивам токму од нив во врска со тебе. Никогаш не сум ти го рекол приватно, нису сум ти напишал, баш ми интересира вака нафрлено во јавно, што би кажал, зошто твоите противници се фасцинираат иако се на спротивна страна? Зошто оние кои се залагаат државата да има контрола, социјална држава, високи даноци и контрола, се фасцинираат од тоа ти што го збориш? Ради многу историски околности, нивната општествена мисла е доминантна во нашиот образовен систем. И нели, кога заговараме приватен сектор, а во образованието доминира државниот, она што го имаме како образование во приватниот сектор повторно е строго регулирано од државата, и кога имате еден таков систем на образование, тогаш кога државата е главен понудувач на пазарот на образование, односно главен регулатор на она малку приватно што го имаме, тогаш нормално дека државата себе си ќе се промовира како главен играч во економските односи, односно литературата која што ја имаат противниците, кои што ги нарековте, или спротивниот табор, воглавном е тоа доминантна економска мисла, да кажеме Маркс, Енгелс или Кейнс. Но сакаат тебе да те слушаат, сакаат твоите тези. Затоа што Милтон Фридман го има во пет реда, само во прва година од тие основи на економија. Мизес и Хаек се тотално непознати, иако се
да кажам, едниот е Нобеловец, другиот е носител на либертаријанската мисла, барем од економски агол, додека еден Карл Менгер, кој што е пак нивната основа, и е речи си тотално анонимен човек, а е човек кој што ги има поставено некои од основните постулати кои што денес ги познаваме. Прв човек кој што теоретски ја разработил, да кажеме, инфлацијата, и прв човек кој што ги одвоил поимите вредност и пари. Се што е секоја пара не е вредна, односно се што е вредно не може да се измери во пари. Така да ова кога ќе го чуете, дури и да сте левичар, поготово доколку почнеме длабоко да навлагаме зошто е тоа така, нели, од филозофски аспект, навистина и на човек кој што се спротивставува, му е ново, му е интересно и претпоставувам од тој аспект се и таквите реакции на дел од спротивниот табор. Интересни ми се, нели, се сеќам во еден разговор со професор Узунов, вели, вика, последната, иако он припаѓа сега, нели, со години ја држи оваа страна што ја држи идеолошки и политички, левица, сепак го викаше, вика, нема шанси, вика, левицата, вика, со нивната економија, вика, нивната последна економска мисла, јасна, вика, која беше, е Лениновата економска, како се викаше, на Ленин, таа се проучуваше, тоа е државен капитализам, некои го спомнуваат. Меѓутоа, јас тоа е на Ленин, каде што извадена онаа теза, последен стадиум на капитализмот, овие рекнуваат, ова уште останува, вика, и за жал. Карикирано е ова, кажа. Да. Значи, крајот на социјализмот со падот политичка економија, Ленин. Да, окей. Добро. Крајот на социјализмот, почетокот на 90-те години, не е и крај на социјалистичката економска мисла. Таа во одредени форми и на одредени нивоа се уште постои, па дури би рекол дека и доминантно. Например, ако ја земеме Европска унија денес, она го врши најголемата редистрибуција на богатство која било кога се случила во историја. Ленин верувај немал толку пари за да редистрибуира од богати кон од успешни кон неуспешни фирми, од богати кон сиромашни региони или да кажеме од богати кон сиромашни држави. Колку фондови не можеме да ги изброиме, ИПАРТ, фонд за рурален развој, предпристапни, пристапни фондови и така натаму. Пак е северот богат, пак е југот сиромашен. Така да, мислам дека и оваа емисија, сега веќе како ми дозволиш дел од најавата, преку едно одредено, мислам дека ми ги спомна даноците дека ќе бидат као лајт мотив или као главна тема. И оваа тема и економијата генерално се дел од една малку поширока тема која што почива врз она народско прашање, ако така можам да го поставам, кога и како ќе живееме подобро. Тоа би било генерално кога се зборува за економија или за било кој сегмент од економијата, се доаѓа на крајот се завршува разговорот со одговор на тоа прашање. Добро, либертаријанското и ова, што е спротивно на либертаријанското, чисто као... Ајде вака да идеме. Да го кажеме. Значи, либертаријанизмот е филозофија. Добро. Радикална филозофија на индивидуализмот и на индивидуалните слободи. А ако збориме за еден сегмент од него, економските слободи, збориме за слободен пазар, старото име, односно капитализам, како го нарекува Карл Маркс, новото име, кое што го прифаќаат и припадниците на она вистинска либерална школа. Не мислам на либерали од актуелен амерички тип како Хилари Клинтон и Берни Сандерс, што немаат врска со либерали. Малку подоцна ако имаме простор, како они дошле до тој термин либерали, а се де факто социјалисти кои што... Не чекај, збори го. Па, значи, малку поширока е темата, меѓутоа веќе се обидам во неколку минути да опфатам. Значи, нашата јавност претежно ја знае социјалистичката мисла на исток. Тоа е она граѓанска војна во Русија, револуција уште ја нарекуваат
левичарите, па понатаму, нели, во време на Втората светска војна, НОБ и социјалистичка револуција што беше на Балканов, односно окупацијата на Источна Европа, што исто така била револуција за Источна Европа, па не знам, Кина, Куба и така натаму. Тоа е генерално социјалистичката мисла, грубо вака кажано, нели? Социјалистичката мисла на Исток. Социјалистичката мисла на Запад е малку поинаква и не верувам дека би била толку многу прифатлива за, ајде да кажам, нашите левичари, да не ги кажам југо-носталгичари, титоисти, бидејќи кој ќе спомнеш социјализам, нив ги асоцира на Јосип Броз, ги асоцира на Мао или на Пол Пот или не знам на Чаушеску. Тито е во виугата и се она што лично се доживеало. И социјалистичката мисла на Исток не е, да кажам така, бајна како ова што е преживеано овде во Југославија. Да не ги спомнеме и црвените кмери, да, не ги спомнеме. Све тоа социјалистичка мисла и пракса на Исток, социјалистичката мисла на Запад почнува од фабијанските социјалисти. Фабијанските социјалисти, чии што лидер најпознат и најдолго време е познатиот писател и добитник на Нобелова награда за литература Бернард Шо. Сега може тоа да се изгугла, да се провери. Нивниот символ е волк во јагнешка кожа. Човек на човека му е волк. Не, тоа е хопсовска филозофија. Волк во човек на човека е волк, значи дека генерално постои некое непријателство од кое што државата треба да не штити, како што е полицијата. Тоа е либерална мисла. Меѓутоа, волк во јагнешка кожа. Тоа значи дека скриени намери. Аха. Нема што друго да асоцира, на што друго би тоа асоцирало. Бернард Шо е човек кој што е идеен творец на гасните комори. Вау. Според него, кога ќе настапи работничката револуција, кога ќе дојде идеалното општество за кое што пишува Карл Маркс и Фридрих Енгелс, не сите луѓе заслужуваат да живеат во него. Отвори YouTube, ете го Джордж Бернард Шо, многу омилен на одредени наши академици. Добро. И отвори го на YouTube, баш го има, каде што кажува кои луѓе би требало да бидат еутаназирани. Он не спомнува баш гасни комори. Он спомнува хуман начин на убивање, најпожелно би било со гас. Адолф Айхман, кој што на дело ги прави во нацистичка Германија логорите, кога го апсат нели во Бразил или каде беше, или во Аргентина, кога го апсат па го носат нели во Израел, го прашуваат добро кај ти текна таа идеја. И па слушнав од Джордж Бернард Шо. Добро, и што он вика, кои сорти на луѓе, соеви, раси или клас? Карл Маркс тоа го нарекува Болферапфел или така нешто, тој изгледа расно ѓубре и баш таксативно ги набројува баските, шкотските хајлендери, србите, бугарите, пољаците и сите слични на нив. Би били и ние. И ние тука. Све тоа треба да исчезне во револуционерниот холокауст. Тоа го пишува не во своја книга, во своја колумна, во Neue Rheinische Zeitung го пишува Маркс 1851 година ноември, а он дефинитивно теоретски го доразработува. Меѓутоа, да кажеме, тоа е група која што е стара, која што е историски, филозофски надмината и така натаму и така натаму. Средината на 30-тите се појавува така наречената франкфуртска школа на чело со Херберт Маркузе, која што во Втора светска војна бега во Америка. Еден од нив, кој што као себе се нарекува одметник, неговото име е Норман Томас, активен е негдека од средината на 30-тите до 50-тите години во САД, социјалист, комунист, 5 или 6 пати бил кандидат за председател, тотално анонимен, неколку илјади само гласале за него, сваќа американците никош нема да гласаат за социјализам. Меѓутоа, ако социјалистичките принципи ги продадете како либерални, они ќе го проголтаат социјализмот дел по дел. Кој што се прави сега. И затоа денес, кога ќе кажеш либерал во Америка, се мисли на социјалист. Тој терминолошки свич е направен со Норман Томас 1950-тите години. Херберт Маркузе, кој што е еден од менторите на познатите студентски протести 60-тите години и раните 70-ти години, кажува дека тоа беше неуспешна социјалистичка, во свој интервју снимане со камера,
кажува дека тоа е неуспешна социјалистичка револуција на Запад, а неуспешна е затоа што била премногу интелектуална. Биле опфатени само академските слоеви, не работништвото, не земјоделците. Значи не била идејата на против Виетнам, сакаме мир и така натаму и така натаму. Нешто друго што е најстрашно. Карл Маркс зборува за така наречено отуѓување во процес на трудот. Отуѓување во процес на трудот значи човек веќе го губи својот идентитет, станува дел од машината. Ако ти текнува на една сцена со Чарли Чаплин кога заштрафува штрафови на лента, па иде на кај дома се движи. Така е, го знам. Тоа е типична марксистичка сцена. Он повеќе не е Чарли Чаплин, дел од машината е. Маркузе и компанија одат чекор понатаму, викаат човек не е отуѓен само во производството, него е отуѓен и на емотивен план во семејството. Семејството е друг тип на отуѓување кој што треба да се уништи на начин што од љубовта ќе се создаде рекреација. Под тој терк и со таа мисла е создадена порнографијата од пријателот на Херберт Маркузе, мислам дека се викаше Алфред Киниси, и понатаму се промовирани разноразни хемиски супстанции како дополнително би се одбегнало она отуѓување. На таа основа е настаната и така наречената сексуална, односно промискуитетна револуција. На таа основа е и масовното злоупотребување на дрогите. На таа основа и белата чума која што денес. Ке те замолам, затер на моите гледачи, бидејќи немаат одамна видеорекордери, а не се сите со... Повтори го уште еднаш. Значи, за порнографијата, за ова, од каде потекнува? Херберт Маркузе е еден од лидерите на франкфуртската школа. Тука припаѓа и познатиот Ерих Фром и Теодор Адорно и Алфред Киниси, режисерот е еден од нив, инаку човекот е неколку пати затворен поради практикување и промоција на педофилија. И он е човек кој што ја создава порнографијата која што ја знаеме, ваква како што денес ја знаеме, а целата идеја потекнува од марксистичкото гледање на Херберт Маркузе и целокупната франкфуртска школа на целокупниот човеков живот денес. Херберт Маркузе. Да, Херберт Маркузе, можеш да го видиш, он се залага против економски слободи и човекот директно и јавно говори против слободата на говорот. Те поздрави Чарли Чаплин. Јас се обидувам да те илустрирам додека те трчам, ама неверојатна енциклопедија си. Ако Карл Маркс збори за отуѓување на човекот во процесот на работа, во процесот на производство, нели луѓето се премногу зафатени со работа, немаат свој идентитет, стануваат дел од машината или производствениот процес. Херберт Маркузе отуѓувањето го продлабочува понатаму и луѓето околу него, велејќи дека не е само човекот отуѓен во процесот на производство, туку е отуѓен и во емотивниот живот. Што бил Херберт Маркузе? Марксист. Марксист. Да, и тоа себе се нарекува радикален. Така? Да. Во Соединетите држави? Да, во Соединетите држави еден од неговите најпознати поддржувачи е Соул Алински. Соул Алински е ментор на тогашната студентка Хилари Родам, денешна Клинтон, и на Бил Ејерс, човекот кој што со 50 фунти или килограми експлозив беше фатен како сака да го разнесе Пентагон, а е ментор на Барак Обама. Вака, ако идем во некои детали. Со кого си имаме работа? Да, Соул Алински е човек чија што книга е преведе од Институтот Отворено општество овде кај Скопје, се вика Прирачник за радикали. И човекот јавно кажува дека книгата посветува на првиот бунтовник во историјата, тоа е Луцифер. Он е тотално разочаран во неуспехот на социјализмот и на исток и на запад. И он му дава една... чекај, значи Алински му посветува своето животно дело го посветува на првиот бунтовник, а тој е Луцифер. Да, тој е Луцифер. Кој се добро. А негов идол е Френк Нити. Френк Нити е сметководителот со чија помош го фаќаат Ал Капоне. Френк Нити е човек кој што игра и од ова и од онаа страна на законот. Се тоа он убаво го пишува во книгата, може да симнеш, мислам дека Сорос Македонија има и ставено во PDF формат, многу интересна книга е за читање. Меѓутоа има еден дел што е многу интересен. Ова е Френк Нити?
Добро. Да. Сметководителот. Да. Добро. Книгата Прирачник за радикали. Има прв и втор дел, сега не знам кој дел, мислам дали едниот или двата ги имаат преведено. Викаш, тоа е добра идеолошка. Еве го. Еве го. Не. Се извинувам. Еве го, Трендо го пренал на ова. Така. Ама ова е некоја, еве, овде, PDF, еве, овде. Окей. Rules for Radicals. Да. Трендо има објавено. Да. И викаш, ова е, Ама еве е книгата. Ова е на англиски. Има и на македонски, сега со малце повеќе гуглање, може да ми може ова да се најде. Добро. Сакаш да кажеш дека тука можеме да ги најдеме одговорите зошто, нели, фемен, голи гради, рипање под коли, фрлање кондоми, боја и така натаму, сето идеолошка има подлога на ова. Ама ова мора да се помини некаква обука за да ти се направи таков клип, преклоп, свич во главата, да некои нормални работи, бидејќи ја кога разговарам со нив, пази, нивната визија е, битно е сега и ова. Нема минато, нема иднина, само сегашноста. Какви деца, какви фамилии, какви носталгии спрема починатите или спрема родители или стари или болни. Сега ти у моментот сам си важен за себе и ништо друго. Го отфрлаат емпириското знаење. Ајде да отфрлиш нешто што е негативно. Да кажеме расизам од минатото. Сосема е окей. Добро. Меѓутоа, зошто конзервативците ги нарекуваат конзервативци? Заради тоа што ги чуваат, ги конзервираат позитивните искуства од минатото. Ние кога збориме сега, збориме за еден негативен контекст, нели, на една општествена мисла. Јас сметам дека тоа е генерално негативна и кажувам зашто е негативна. Меѓутоа, луѓето што ги спомна и нивното гледање на свет е многу поедноставно отколку ова што го кажа се. Они се умислени партизани дека ловат фашисти. И дека делат правда. Да. Так. Да. А целокупната нивна идеологија почува врз една голема лага, која што денеш до суза еден приврзаник и на либертарианизмот и на конзервативната општествена мисла, кажува дека се случува во 50-тите години, кога е дадена сосема од теоретски аспект, е дадено едно сосема ново гледање и на социјалистичката идеја и на нацизмот. Ако ги гледаш од прогресивистичкиот период, првите 20 години, кога се појавиле тоталитарните идеологии во реалната политика, претходно постоеле само како некаква замисла, па се до Втората светска војна, они никогаш не биле одвоени едни од други. Сталин го импонирал Хитлер, го импонирал Сталин, пишува Гебелс 24 година некролог како му е жал што умрел Ленин. Овие левичариве во Америка се импресионирани од големите грандиозни дела на Мусолини и на Хитлер, ги ставаат по насловни страни, ги прогласуваат за ликови на годината. Видете, шубава работа се дешава во... биле Кока-кола генерација и СССР и Хитлер и Мусолини овде. Дај ми една минута. Ајде. Ја малце поедноставно, бидејќи фасциниран сум од твоето познавање и тумачење на работите, едноставно се чувствувам импотентно спрема тебе, бидејќи не можам да ти парирам. Но, еве да ти кажам, ја вака новинарски површно како мене ми доаѓа целата приказна со либераливи и со нивнава идеолошки радикализам. Последната работа, голема, цивилизацијска, е и пад, и успон е во американското општество. Робовласништвото, што се случува, но и ослободувањето од него. Ослободувањето од робовласништвото го прават републиканците во тоа време. Они се борат, така ли е? Републиканците и на северот и на југот. И на северот а демократите и на северот и на југот се борат за да го задржат. За да го задржат. Не е тоа прашање на север и југ, так. На републиканци и демократија. Точно. Значи, ве молам да не
слушате внимателно за да не ви дојде капчорк, за да не се расправаме после по Фейсбук, по ова. Виктор многу прецизно ви кажува. И сега, идеолошки они се наоѓаат никаде. Значи, републиканците имаат подложката ДК. И покрај тоа, они сепак ја носат новот, значи, новиот свет започнува со символот на новиот слободен свет започнува со ослободување од робството. Не е тоа само буквално црнците кога се ослободени, едноставно и човештвото. И идеолошки е многу јако и силно. Мислам дека вака гледано. Од друга страна, демократите се наоѓаат во безнадежност, затоа што немаат. И они, како историски момент, го наоѓаат, они не бркаат фашисти. За нив главната идеологија е сексуалната слобода во сите сегменти. Значи, правата на хомосексуалците, правата на педофилите, правата на зоофилите, правата на сите фили, на сексуалното... Создавање на групни идентитети се вика тоа и нивна виктимизација. Значи, Me Too и сите тие работи си ја погледнал женска попреку народот сака... Дете, внуче, педофил... Значи, ако те таргетираат, не дека ти си стварно, туку врз ти да бидеш објект, како што јас бев 5 години, мета на шарената револуција, бев напаѓан физички, психички, тролан и така натаму, за да си го оправдаат својата борба против режимот. Бидејќи не може он стално Груевски, па му треба медиумска личност, кој е најпопуларен? Јанко. Удри по него. Така што ја до некаде ми требаше за да сватам што се работи. Но, идат работите до таму. Например, лични односи, семејни. Значи, семејни. Се јавува, кој ја прочитал книгава, ја помина обуката на Сорос, кумови на свадба и така натаму, вика, ја морам да се откажам од тебе, ништо. Па викам, слушај, ја се потпишав за твојот брак. Бракот ти е неважечки, не му е гајле. Значи, колку е силна нивната идеолошка подлошка, индоктринација, значи, не се, прво мислев дека се испрани мозоци. Не, само испрани се. Многу е точна твојата дека они си ја ставија, како да ти кажам, маичката Супермен, ние се бориме за правдата. Нивната визија за правда, ама нивната визија за правда. Значи, поединец, нормален човек, стрейтер и така натаму, тоа е нешто што, како викаше, тоа треба да се еутанизира. Значи, колективните идентитети. Бел христијанин е на изумирање и тоа треба да биде. Бидејќи, што е архетипот на една проститутка денеска? Не е кинескиња, не е тајванка, не е црнкиња, не. Тоа е русокоса, бела жена. Крај. Отвори порно и тоа ќе видиш. Врз тоа е градена цела индустрија. Не е тоа случајно кога ќе го видиш. Зошто? Ја не можам така, се надевам, сакам само ова да го кажам. Доволно си прецизен, јасен. Сакам само да кажам дека колективните идентитети се нивната основа. Ако бегалциве, што се, емигрантиве, која ќе дојдат, не ме гајле за христијанство, дај било која религија, не е важно. Значи, Полска во овој момент е мета на сите либерали. Ама вакви либерали? Вакви либерали, да ја прогласат дека Полска е фашист, зошто не прима муслимани емигранти. Не бегалци, емигранти. Но, председателот им вика вака, на BBC4, она истата со овој мојов омилен што имаше интервју што е намачка на леп. Како се викаше овој стариот психологов од Канада, пеше се. Джордан Питерсон. Джордан Питерсон, мојот идол на стари години. Гледајте го на YouTube. Джордан Питерсон, тоа е, ја морам да се сретнам со тој човек пред да умрам. Само кафе да испием, нема муабет, што ќе правам муабет. Така што го игнорираат фактот дека Полска прими 250
илјади бегалци од Украина за време на војната. Па нас ни реагираат многу поише факти ако гледаш така. Но Значи колективни идентитети. Чекај, Зошто? да дојдеме. Затоа што се сеќаваш ли филмот Бандите на Њујорк? Да. Кога доаѓа имигрантите, како му вика? Еве ти вика, гласај за мене, имаш супа и леп. Ти текнува. Мислам, тоа е таа идеологија. Тој не му е гајле за супа и леп, ќе те гласам. Чекај малку. Така е, и мислам дека и добро, либералите, види. истото го прават. Ама тоа е филм. Реалноста. Пољаците и италијаните кога доаѓале во Њујорк со све што имаат на нив, Добро. не биле чекани со сендвичи и со супа гласај за мене. Ке научиш англиски, ке рмбаш, да не кажам како магаре, магарето е символот на демократите, ќе се интегрираш комплетно и кога ќе се разбудиш ти ќе бидеш американец, а детето нема да знае од кај си дошол. Твое. Е тоа денеска го нема. Колективните идентитети колективни? и идеологијата на либералите и Ништо. нивната политичка. Сега, Соул Алински, освен книги, има и он како и Маркс и Енгелс има и колумни. Во една од своите колумни он пишува како е разочаран од социјализмот и на исток и на запад и му дава една расна компонента, велејќи дека белиот човек никогаш нема да направи функционален социјализам како што треба. За да се уништи капитализмот, ама вистински да се уништи, потребно е да дојде море, поплава од небели, нехристијани, кои што ќе дојдат во капиталистичките земји и преку нивната социјална политика и социјални програми ќе го исцицаат системот до комплетно уништување. Вау. И зошто тоа би го Не направиле? ти личи тоа на сликава која што имаме денеска, за притисоков за примање имигранти кои што го имаме денес. Ама зошто? Со која цел? Со цел она која што ја задава Карл Маркс. Мора капитализмот да се уништи и да се спроведе новиот систем по пат на насилна револуција. The despair is there. Now it's up to us to go in and rub the raw and source of the discontent, galvanize them for radical social change. Соул Алински. Па, мислам дека Адолф Хитлер не бил олку опасен како овој човек. Не бил. Ова е идеолошката подлога на секој на секое со Хилари. Не, да, ги Дворед. прикажам. Да. Не е важно. Важно, утре, преку оваа филозофија и овој човек, ќе се оправдаат новите гасни комори. И екзекуции, ништо и чудно, тие ве гледај. Значи, секоја, за нив еден пријател добра девиза кажа пред некој ден, насилството што они го промовираат е слобода на говор. А слободата на говор од наша страна е насилство. е насилство. Значи, И тоа поминува. Како иде И социјалистите? тоа поминува. Ако јас нешто кажам овде, они си даваат за право физички да ме нападнат. Да. И тоа ќе биде оправдано, 20 скеча имаш на Доналд Трамп кај што е убиен. така. А против Обама требаш да се размислиш дали ќе го критикуваш. Добиеш да го критикуваш. Расна етикета одма. Познато ти е нешто кај нас? За статус на Facebook, Апсолутно. за новинар од таа страна добиваш пријава? Говор на омраза е тоталитарна кованица, измислена да заќути конкретна група на луѓе. Така. И тоа не е последно. Другар ти Саше Политико да си го поздравиш на оваа тема. Се надевам дека се уште јасно. Се шегувам, не коментирај. Да, окей, Живеј. нема проблем. Тоа на моја сметка ова иде, не на твоја, извини. Не е говорот на омраза последната тоталитарна кованица. Не е. Овие луѓе, овие шарени кругови, коваат нови и ги испорачуваат и ќе дојат овде. Затоа во иднина бидете спремни на тригеринг. Што е сега тригеринг? Тоа е кога си во право 100%. Како Џордан Питерсон што му прават. Ама тоа што си во право не ти вреди бидејќи предизвикуваш стрес кај некого, тригеринг, го закачаш. Џордан Питерсон. Да, пример 85% од пушачите не се откажуваат од пушење. Добро. Па сега ти ако нон-стоп им збориш против пушењето, им правиш стрес. Или да кажеме 80% од луѓето со прекумерна килажа не ослабуваат. И ти ако збориш за проблеми со гојазност, им правиш тригеринг.
Тоа е исто така уште една тоталитарна кованица. Третото е микроагресија. Кога потенцираш некоја група која што они се уште не ја измислиле. Моите гледачи кои се конзервативни и стрейтери се крстат. Ја им викам не да се крстите, да се удавите у крстена вода, затоа што не можете да се снајдете со новото време. Уште порадикално ќе биде, уште потешко. Значи, Ова од каде со потекнува? шарениве кондоми, ова е тек почеток. Допрва ќе биде. Ова прогони полициски, тоа е уште гола вода. Според Вие тек ќе видите социјалистичката- лично дома ќе ви се доаѓа. Да. Според социјалистичката идеја, големиот лидер кој што ти дава леп, работа да преживееш, не е многу паметно и пожелно да го критикуваш. Како тоа изгледа во пракса? Сакаш влез во Европска Унија? Сакаш фондови? Смени си го името. И не сме само ние. Референдум во Ирска. 5000 новинари биле платени од Баросо, јавно деклариран маоист пред камера, да им доаѓаат на луѓе на врата да им тропаат, пазете како гласате за референдумот. Со кренат прст. Никој од останатите новинари, од оние кои што ги сметаат за лажни вести како Брайтбарт, така, не смееше да направи репортажа во Ирска на оваа тема. 5000 новинари шетаа од куќа по куќа, од врата до врата. Ова збори Чешка не го признаа референдум. дека републиканците, десницата не најде соодветен одговор на овој фашистички, бидејќи комунизмот и фашизмот се уствари слични компоненти, социјализмот и фашизмот. Да објасниме, дека се во суштина се многу слични. Не, во нашата општествена теорија тоа не е така. Го слушав Грчев, познатиот архитект, вика кој смета дека треба да бидат луѓе обесени зошто фашизмот бил екстремна фракција на капитализмот. Што значи тоа? Екстремно слободен пазар подразбира фашизмот. Ништо тоа не видовме. Да. Значи, сите ментори на фашистите и на нацистите, дали е Торео Ваза менторот на Мусолини или Алфред Розенберг менторот на Хитлер, кажуваат дека фашизмот, односно национал-социјализмот, нацизам е нова кованица да се избегне тоа социјализам, фашизмот, односно национал-социјализмот, не е ништо друго туку национализација на социјалистичката идеја. Во пракса, работнички права да, ама за белите ариевски работници. Едниве конфискуваат имот на буржуи, другиве конфискуваат имот на евреи. Едниве имаат гулази, другите имаат концлагери. Едниве насилството им се вика Холокауст, на другите им се вика револуција. Ама невин човек е невин човек. И убиеното дете у Украина, и убиеното дете у Треблинка, и убиеното дете у Јасеновац, и убиеното дете у Бутугичак. Се чул за Бутугичак? А зошто знаеме све за Треблинка? Се чул за Магадон, за Колима, за Тарту. Што се тие? Збори. Тоа се гулази, кои што постоеле со децении, за разлика од овие. Затоа што не сме учеле, затоа што не ни го дал некој тоа образование, затоа дури и на левичарите ќе им биде ново и интересно, а другиве ќе ги натера поинаку да размислуваат. Но, еве пак се навраќаме на тоа, дека десницата е стигматизирана како негативна, не за и се прилепи фашизмот, не за и се прилепи негативните работи во ова, а она не најде соодветен одговор. Уште една работа. Левицата, либералите, перфектно го укапира новото време. Твитер, Фейсбук, телевизија, радио, медиуми, новинари. И они така владаат. Они ги држат сите медиуми. И зошто се борат? А што е интересно на телевизија? Некој што прави керефеки. Геј популацијата владее со Холивуд, владее со телевизија, владее со музичката сцена. Трамп е најнапаѓан токму од нив, затоа што од нив им зависи целата а за нив... Да, одбрана на границите било фашизам. ЛГБТ, кој се залага декларативно и тоа? Тоа е левицата. За него непријатели се сите стрейтери. Значи, полекано, да бидеме јасни. Јас немам ништо против геј популација, не сум за... Меѓутоа, од тоа либертаријанството, ако е по
во либертаријанскиот клуб, јас сум се крстил, кој све сум нашол таму. Кај вас најдов перфектни интелектуалци, тешки курвешти, ненормални левичари, но луѓе кои брилираат. Викам, не постои нешто што би му дал заеднички именител кој може да ги прифати сите овие разноликости обштествени. Не можеш либертаријанците во група да ги држиш, тоа е така. проблем. Така. Пошто индивидуални. Премногу се индивидуалци. Така, јас се извинувам заради моите вулгарни изрази, не сакам никого да навредам. Кога велам курвешти сметам на себе, дека дел од нив и така натаму. Така што сакам да илустрирам дека крајно да се доискажам за ЛГБТ популацијата. Повели? Значи од тоа не сме да се прави рамковен договор. Од тоа не сме да се прави хулиганизам. Не може ниедна група да биде имуна на критика. Не зборам физичко напаѓање, критика. Значи, една од најсветлите епохи во историјата на човештвото е хуманизмот и ренесансата, која што почива врз критика на христијанската религија. Не може ниедна група да не биде имуна на критика, а да биде афирмирана врз основа на процентуална застапеност. Ме разбира што сакам да кажам. Апсолутно. Ние сме, 10% во населението, сакаме да бидеме 10%, во администрација. Тоа не може. Ние се противиме на тоа. Не се противиме на тоа што е некој геј. Но гледаме дека се што мислевме дека е невозможно ќе стане. И се случува. Се од кој аспект? Зборевме за медиумите. Збориме дека овој радикализам кој ни го продаваат, кој доби голема кочница во Соединетите Американски држави со изборот на Трамп, кој па од друга страна е исклучиво фокусиран на подобро материјално општество, вработување, бизнис, економија и дека многу либертаријански Трамп не води глобална политика, он води локална политика и сака да се make America great again. Да. И затоа доби он кај него. Он доби благодарение на еден човек кој што потекнува од либертаријанската чајанка 2010-2011. Неговото име е Стив Бенон и он пред да се уклучи во кампањата на Трамп губеше 12 или 14%. Еден од најдобрите политички аналитичари, стратези, на најдобрите геостратези кои што се денес живи. И да, го најде. Да, тоа е. Сврти се наваму. Мене ми е многу криво што неговиот идол прерано почина, он се вика Ендрю Брайтбарт. И во чест на Ендрю Брайтбарт е наречен и неговиот медиум Брайтбарт. Што е Бенон? Оригинално он е либертаријанец. Поблизок до конзервативната опција, либертаријанците се малку на број. Разлика меѓу конзервативци и либертаријанци е што конзервативците ставаат акцент на економските слободи. Граѓанските не во толкава мера. Побитно им се семејните. А либертаријанците ептен се либеро. Да. Меѓутоа не од аспект на групни идентитети. Групни идентитети не поддржуваат. Да, тоа е огромна поединечно либертаријанецот ќе поддржи било каква вокација да имаш. Идентитет. Сексуална, идеолошка, религиозна, научна, не е важно. Хемиска, не е важно што си. Ама групно не може ниедна група, како на пример денеска љубителите на кучиња се побитни од што љубителите родителите. Или ЛГБТ популацијата има поголеми права од што било кој обичен граѓанин во државава. Така е. Не само кај нас и во светот. Значи, групните права стануваат го газат поединецот. Тоа се двата концепта и судирот на двата концепта. Кажи ми, како ова мислиш дека ти ќе заврши? Ние во вториот дел ќе збориме за GDP-то, но еве да го заокружиме во овие 60 на минути. Идеолошки кон што ќе води ова? Ова е или жаби ќе паѓаат, или Танос ќе дојде, па ќе направи 50%. Што ќе дојде? Како ќе се радикализира? Оваа струја која што потекнува пред се од граѓанскиот сектор, мора да признаеме, граѓанскиот сектор
преку Сорос, кој што е објективно еден од најмоćните луѓе во светот, Така е. со милиони приврзаници, Апсолутно. со еден куп стипендирани парламентарци по сите возможни европски држави, Сите своји новинари и така милиарди натаму, ги добро, вложи во тоа. Во ред, меѓутоа тоа е успешна машинерија. Можеме да се љутиме. Ама Сорос не е сам. Таква Државата в Америка сериозно го кешира да го прави тоа што го прави. Она сам не другата може. Америка не можеш Америка од тој аспект да гледаш како едно нешто Го збориме монолитно. Deep State. Ето така. Или постдемократија во Европа, ако збориме. Он има сериозен конкурент сега во Стив Бенон, затоа го спомнав. Се што прави Сорос во глобални рамки, Бенон прави обратно. Ако овој заговара отворени граници, пуштате све живо, овој вика гледајте си и границите. Ако овој заговара во овој момент живееме во една ера, дозволи ова. Затворено општество, значи. Не затворено општество. Значи, во овој момент живееме во ера, а убаво карикирање тие. Во овој момент живееме во една ера кога легитимно избраните влади повеќе рачун полагаат, повеќе сметка полагаат на меѓународни организации, декларации, унии и така натаму, отколку на луѓето што ги гласале. И тоа се вика лидерство. Нели, Зоран Заев е лидер. Го изгласаа што го изгласаа, кој ги врти сега луѓето? Какви колнења, какви устави, какви бакрачи. Он е лидер. Овој вика, не, јас сум популист. И популист го носам како беч на гордост. И јас ги поддржувам оние што идат по она што ги гласал народот. Народот гласал жица околу Унгарија. Молим лепо. Жица ќе си има. Така, без разлика што ќе кажат меѓународните организации, декларации, резолуции и така натаму. Бенон го поддржува ова второво. Полска го покажа во Европа сериозно. Тоа Трамп го прави во Америка, а Полска го покаже и Унгарија. Ќе го покаже и Германија со АФД, го покажува и Италија со Марио Салвини, го покаже и Британија со Брексит. Франција, не знам овој Милф Хантеров како ќе заврши. Меѓутоа У Мини смо анџели, тој се вика бабојебац. добро. Се шегувам. Добро, Да, мораме се малце шегувам, да идеме. Мојата шала е погруба Да, уствари, да. ама знаеме Милф Хантер. на кого Милф мислам. Хантер е уште добро. Во бе. најблага форма он ќе остане Пошто и изолиран. Меланија е Милф. Ништо не реков. Избриши. За Трамп не е. Иу. Еј, Маја, ако ми донела и реко, викам, кој ќе се сретне следниот пат, викам, по света, викам, од развод ме чека. Ништо, многу јадам бурек, тоа ми е. Вау, слушај, ќе ме натераш... Многу сакам. Многу ќе ме натераш, треба да се навратам, бидејќи не очекував ваков историски осврт дека ќе ми дадеш. Ај малку за иднина да оставиме две-три реченици, многу сакам. 2-3 реченици? Да. Еве, запнувам, имаш 10 минути, реклами нема да идат. Ајде. Што значи 10 минути до крај на емисија? Не, 10 минути Не, до, 10 минути. до блокот. Колку Две-три- сакаш? Две-три реченици само. Многу ќе сакам да видам фацата на нашите евроинтегративци, кога ќе дојдат со некој од АФД или со некој како од Полска или со некој од Марио Салвини, кои ќе му кажат ние ги исполнивме условите за интеграција, сега сакаме да станеме членки и да ни дадете пари. Многу би сакал да го видам тој муабет. Експериментите дека десничарите и популистите знаат да бидат извртени на спротивна страна, го гледаме секој дневно. Дури и со примерот со ВМРО ДПМН. Така што прашање е... Што има Не, популистичко? се извинувам. Сакам да кажам, не сум баш сигурен дека ова ќе успее во оваа либерална Европа. Ја разбирам, ти се повикуваш дека колку овие повеќе притискаат со овие групни права на овие, нели, и така натаму, се создава отпор кај поединецот. Тоа го видовме многу во Америка. Да. Silent majority. Замолчано мнозинство. Замолчано мнозинство. И овие затоа се најдоа зачудени. Готово беше они прославата, све, Хилари мора да биде на кале, Море веќе такса све. на уште пред 10 години, пред да се така, кандидира. све беше решено и Шампајци одеднаш огромни. шамар им се дешава. Но, мислам дека е, како да ти кажам, Во Европа се тоа ќе прашувам, биде поспор процес. ја мислам дека е ова одбрана и последни денови.
Ја мислам дека е ова само еден последен трзај пред конечното. Мислам дека словото библиско за таа глобализација и доаѓање на тие последни денови напишани уште пред 6000 години се остваруваат на многу убав начин. Малце сум песимиста. Мислам дека те разбирам, ги следиш процесите политички и рационално. Нели? И викаш, ако ова се дешава, ова ќе се деси. Еве гледам. Ни едните се во право, ни другите. Последен стадиум на капитализмот, Ленин го кажа, еве го капитализмот никако да умре. Овие велат готова ЕУ не знам од кога е готова. Аналитичари кај мене у емисијава 7 години се јавуваат кај мене и кажува готова е Меркел паѓа, да, паѓа Меркел, еве го. Како Бейли си иде, веќе 4 години слушам дека си иде, додека човеков не рече сам си идам во декември. Ние имаме проблем со сериозна аналитика, премногу ја сваќаме емотивно како нам ни одговара. Да, провинциски ја гледаме. Дали си убеден во сето тоа? Ја не знам. Гледај го ти, еден Джордан Питерсон, кој говори, дава еден еквилибриум во општеството и ги дава вистинските одговори. Доаѓа на тоа, ти тоа што го збориш, буквално што го кажа на почетокот. Него го напаѓа, зошто? Јас се чувствувам вознемирен. Од што? Ама ти ме вознемируваш и него го урла. Немаш право да не бидеш невознемирен. Хистеришење, на уво викање и не смееш да го удриш. Он ти урла на уво. Нормален човек има реакција, нели, ќе го удриш, ќе го испрскаш лајното со пепер спреј. Нели, кога си во таква агресија. Така е. Меѓутоа се согласувам со тебе дека за крупни глобални теми од кои што зависи нашава микросредина, не би смеело да се гледа строго провинциски и рационално. Меѓутоа, Европа има еден проблем, историски проблем, да во најголемите кризи реагирала многу ирационално. Двете светски војни на европско тло се производ на едно крајно ирационално реагирање во едни многу комплицирани моменти. Затоа можеби е паметно што процесите во Европа се одвиваат како неуспорена филмска лента. Ова што го зборувам нема да се случи како што вика некој во мај 2019 година. Избори се ќе се промени. Не. Се менува полека. И добро е тоа што е така? Генерално е добро. Мислиш децениски процес дека ќе биде? Децениски сигурно, додека не се судрат, додека светов ваков како што го познаваме не се судри со новата економска криза која што почнува да се прави. Мислиш дека систем. нема да биде војна, глобална војна која ќе го случи тоа, туку ќе биде економска криза која ќе се случи, веќе тогаш ќе станат небитни групни права. Обичниот човек тогаш ќе гледа да преживее. Обичниот човек тогаш ќе ги ногира сите овакви... Па велат дека тоа е војната, кога екзистенцијалната криза ќе дојде, тогаш се надминува се и тогаш се иде на... Не сум стручен за безбедност, меѓутоа многу луѓе кажуваат дека не се исклучени одредени локални, помали или поголеми кои би требале да бидат пример да создадат страв. Да. Меѓутоа воглавном ваквиот поредок наметнат поготово од 2000-та година наваму, овој социјално-либерален или либерално-социјален, социјално-пазарен го викаат во Европа, кој што со пазар нема никаква врска, и овој пред се антидемократски поредок, кој што гази врз сите легитимно избрани влади и председатели, мислам дека почнува да оди во една надолна линија, која што дефинитивно ќе биде скршена со новата економска криза. Се надевам и би посакувал, ова е веќе моје лично. Зошто ќе дојде економска криза и каква улога играат даноците, пошто интересно кај нас ќе се воведуваат нови даноци, но после кратка пауза. Мала кратка пауза, колку можеш пократка речи.
Почитувани гледачи, уште еднаш добро вечер. Добре дојдовте во Јади Бурек, вториот дел со гостинот. Ред е само да ви кажам дека ова разубавување што го имаме во сценографијата е благодарение на галеријата Грал, а ова е Делакроа со сликата Париз ноќе. Мишел Делакроа, многу актуелен и популарен уметник во моментов. Благодарам на галерија Грал и ке се надевам ке имаме уште убави и интересни слики, а наскоро ке имаме една емисија посветена токму на галериите, уметноста, трендовите и така натаму. А сега се враќаме на мојот гостин, директорот и основачот на либертаријанскиот клуб Атлас, Виктор Трифуновски. Виктор, завршуваме тука дека конфликт помеѓу овие две страни, овие две струи гледања, општествени, економски, филозофски, идеолошки, секогаш завршувале на поволен или неповолен начин. Историјата ни покажала дека имало и војни, имало и така натаму, но... Ама може и со пат на Берлински зид да се заврши целата работа. И тоа го покажала историјата. Мислам дека... Ако не се лажам, Фрчковски во една колумна рече: дај да се поделиме во нивна и наша Македонија. Крај. Значи, буквално ова што го говориш, они го заговара. Ние не сакаме со луѓе кои сте со вакви гледишта да живееме. И дај да ја поделиме Македонија. Еве, пола Скопје е ваше, пола е наше и да не се мешаме. Такви железни завеси... Грчев отворено ти го вика. Грчев да може... И тоа се луѓе растени во време на железна завеса. Остави ја таа... Нигдека не функционира денеска во светот таа работа. Кога еден Ким попушта во однос на остатокот од светот, што останува за... Така, тоа е... Викаат србите што е баби мило, тоа и се снило. Така Ама како ќе се разреши ова? Ќе се разреши на начин што таа струја комплетно ќе атрофира. Она веќе е сериозно атрофирана. Меѓутоа, има своја сила на релација НВО сектор, крупен капитал кој што го водат тајкуни, а не предприемачи, медиуми и одредени интелектуалци. Па нели е тоа владењето? Нели е тоа моќта? Меѓутоа, интелектуалните кругови забележуваме од кого се еродираат. Добро. Медиумскиот простор, они ги нарекуваат лажни вести, сите овие различни погледи кои што не им одговараат. Така, фейк. Добро. Меѓутоа, алтернативните телевизии, медиумите од типот на Брайтбарт, веќе сериозно го еродираат оној мејнстрим медиумски простор. Ти CNN повеќе не е ни меѓу 10 најгледани телевизии во Америка. Никогаш и не бил. Бил. CNN? 90-ти години, време на Клинтон, зашто го викаат Клинтон National Network. Ја мислам дека секогаш со американци, па и од било која проминенција оваа идеолошка, секогаш ми рекле Fox News, ABC, NBC, да. Ама CNN не е ни у први 10. Барем тој е впечаток. Добро, во ред. Океј, нека биде. Како да е? Интернационално CNN да. CNN да. Ама збориме интернационално, па CNN овде како пренесуваат нашиве медиуми? Што им значи Fox News? Брайтбарт до вечерва, пола Македонија не знаеше кој е. ВМРО не успеа да наметне кабелски оператор да пренесува Fox News. Не успеа. Дури ни тоа не успеа да го направи. Па ни Fox News не е бог знае колка поддршка за ова што го збориме. Не. Они балансираат меѓу едната и другата струја. Да. Ама да речеме. Добро, Нелка е окей, да, ова што беше Плавушава е да кажеме, демократски или заговара некоја струја кај републиканците кој што сака помирување на овој начин со Велиш дека оваа струја атрофира, просто ми е неверојатно, затоа што све они што го говорат им се успеваат силни влади, од народ поддржани да ги срушат. Македонија. Груевски ти е цела слика за цело нивно делување. Да, ама... Па не може да ги огребат во... Јанша еден не може да го огребат во Словенија. Јанша изгуби на регуларен начин. Уште еден куп други кои што им се спротивставени во Европа.
Да, Вклучително ама не можат да експериментот задржат. со шарената револуција и отворено општество овде кај што се правеше, веќе гледаме како се спроведува во Америка. Ама обичните луѓе него се помалку и помалку го прифаќаат. Велиш дека ова се факти? Ајде сега да почнеме од Македонија. Кој е тој кој што ја прифаќа таа опција да се ние покориме на овој поредок кој што е квази либерален, неосоцијалистички? Кои се тие луѓе кои што го поддржуваат, таа да кажам, денешен СДСМ. Иако СДСМ не било од секогаш ваков, ама е денешен СДСМ. Каков тип на луѓе денес гласа за СДСМ? Ајде да бидеме директни, искрени. Тоа се луѓе или озлојадени на бомбите, стварно разочарани, понижени, измамени се чувствуваат, или луѓе кои што стравуваат да не ни се случи Србија 99-та година. Ако не гласам за наре, ако не, што знам, деца имам, семија тука немам, никој надвор, да не ни направат војна, да не ни се случи сериозна безбедносна криза. Да, или луѓе од страф. Покажа дека можат, дури и кога немаат поддршка широка, да владеат, да рушат и закони, да рушат и устав и да се наметнат. Затоа што меѓународниот фактор ги поддржува. Затоа што таа струја, Соросова, едноставно, феноменално го покажа. И овој експеримент не е битен заради Македонија. Он е битен како после понатаму ќе се спроведе. Нормално, ова треба да се спроведе, ова треба, само ќе им треба многу повеќе време и повеќе пари, ќе треба да се спроведе во Русија. Ова е геноцид кој што се спроведува на квази демократски начин. На папиру ти имаш легитимна влада. Ама ова ќе му се случи, ќе се случи и во Унгарија, ова ќе се случи и во Полска, ова ќе се случи и во Русија. Прашање е на време. Ти велиш дека овие атрофираат, ама гледам како... Јас не би ги изначувал Полска и Унгарија со Русија. Русија е нешто сосема друго. Значи, ако збориме за Путин, јас воопшто не ја поддржувам неговата политика. Па дури ни целосно на Орбан. И Орбан имаше некои ексцеси со слободите на интернет, со невладиниот сектор. Да, он го тргна Сорос. Ние збориме против Сорос, сме идеолошки против него, меѓутоа јас не сум за тоа да се забрани одеден граѓански сектор. Тогаш не би бил либертаријанец ако велиш да има забрана. Не, гледај, пази една работа. Сорос не е непобедлив. 10 години овде се докажа дека Сорос не е непобедлив. Втора една работа, за какви слободи ние збориме ако не го победиш на регуларен начин? Со избори, со придобивање на најшироките. Кога ќе влезеш во зона на нерегуларност, тогаш фактички ти ризикуваш да изгубиш стабилноста и мирот. Јас воопшто не се плашам било кој од, не знам, ако еве го збориме Сорос, тоа е невладиниот дел, било кој од таа политичка провиненција, било кој од тој граѓански сектор, да излезе вака на една јавна дебата, дали сакаш за даноците, за како што ќе продолжиме да збориме, дали за слобода на медиуми, дали за групни идентитети, во една отворена дебата да се види кој е во право. Зошто воопшто да се разбереме, кога збориме за групни идентитети, ја секако се согласувам дека сум против. Јас сум за индивидуалецот, бидејќи групни идентитети се извулгаризира и тоа македонец, антички македонец, чисти македонци и така натаму. И затоа и они отидоа. Не навлегувај у тоа, да одиме со даноците. Македонија најави некоја нова форма на даноци, а генерално те гледам ти се качува притисок штом се спомне данок. Велиш, неколку те твои гостувања велиш дека основниот економски проблем на секоја држава се даноците и дека најпросперитетните држави се оние кај што нема даноци. На ова реагираат луѓе како што се Боцевски, например, кој си направи успешна кариера врз својата филозофија, за разлика од мене и тебе, кој вели мора, како иначе ќе се платат болници, како ќе се платат училишта и така натаму. Малку за даноците историско, филозофски, па да дојдеме на актуелнава тема, што не чека по твоите согледувања. Значи, како Македонија да се претвори од рурално заостаната држава
во високо развиена индустријска држава. Висок животен стандард не подразбира ништо друго, туку да можеш да си дозволиш повеќе добра, повеќе услуги. За да можеш да си дозволиш повеќе добри и повеќе услуги, ти мораш да продадеш на некој друг повеќе добри и повеќе услуги, за да бидеш што е можно попродуктивен. Продуктивноста ја прави капиталот, а привлекувањето на капиталот го прави можноста за заработка. Оној кој што инвестира, оној кој што носи одреден капитал во одредена земја, тоа го прави пред се за да го зголеми својот животен стандард. Не го прави заради социјална одговорност. Социјалната одговорност е еден модерен левичарски фолклор. Доколку немаш капитал во одредена држава, или не знам, во одредена фирма, можеш да го позаимиш со одреден интерес. Значи, здрав економски циклус, не подложен на кризи, почнува последниот редослед. Штедење, инвестиција, пазар, профит, потрошувачка. Штедење, инвестиција, пазар, профит, потрошувачка. Она што го заговара другата страна е ајде да создадеме плати, па тие низ мултипликатор, како што вика Свети Отец Кейнс, нивната главна икона, понатаму ќе доспеат до сите производствени и услужни процеси, ќе ја зголемат вкупната економија и така ќе пораснал животниот стандард. Добро. Ако е таа теорија издржана, многу држави, скоро сите држави, со цел да ја поттикнат ова така наречена агрегатна потрошувачка, дури влегуваат и во долгови, развивајќи, односно надоградувајќи оваа теорија. Па што велат? Ние ќе инвестираме, не знам, во инфраструктура, во школство, во здравство, ќе го подобриме квалитетот на живење на луѓето, асоцира на планска економија. И на тој начин поземените пари ќе се вратат, па дури ќе се создаде ново богатство. Ако е оваа теорија навистина издржана, а по тие стапки одеше и претходно ВМРО, ако е оваа теорија навистина издржана, поставам логично прашање. Зошто кај сите задолжувањето расте побрзо од БДП? Кај сите задолжувањето расте побрзо од БДП. Заради тоа што државата е неефикасен инвеститор, потрошувач, планер ако сакаш. За да можеш да го подобриш подобрувањето на животниот стандард, значи економско планирање, ама само на индивидуално ниво. Ти знаеш како се прави емисија гледана. Не може централно тело тоа да го замисли, планира. И јас знам како се прават. Извини, не си во право, па гледај. МРТВ, сите они сакаат, например, сака да работи во Сител, во МРТВ и ќе му кажат ти мали ќе водиш не, ти ќе водиш економија, а ти ќе водиш што и така натаму и така натаму. Дозволи како иде тоа по пазарни услови. Добро. И јас знам моите производи како се прават најквалитетни на пазар. Пекарот, обичен пекар на ќош, знае неговите производи како се прават и која од прилика да биде понудата на негови производи. И никој не може да му каже што. Кога ќе влезеш во супермаркет имаш околу 25.000 различни производи. Тоа се 25.000 различни производствени и продажни процеси. Не може да постои едно политичко тело кое што ќе знае и ќе предвиди производството и побарувачката на секој еден производ или услуга. Може генерално од прилика. Генерално и од прилика е мајка на сите за да не е звучно вулгарно. Добро, си извини. Да. Еве утре, изутрина, колку луѓе ќе отидат на бит пазар, да кажеме, или на зелено пазарче, со одредена сума пари, нели? Што викаат економистите, со одреден економски суверенитет. Па добро, се прават скрининзи. Може ли скрининзи? А ако биле успешни тие скрининзи, ќе бегале нашите во Источна Германија, не во Западна. Значи, економските активности мора да му се остават на пазарот. Секој понудувач, дали е тезга на пазар или е голема корпорација, треба да се остави да произведува што е можно подобро, да иновира, односно, од другата страна, да го подобрува животниот стандард на обичните луѓе. Ние сме денеска побогати заради тоа што можеш
да си дозволиш да си дозволиш Best Buy. мобилен телефон за 100 евра. Со компјутер каков што го немала НАСА пред 20 години. Ние сме денес побогати заради тоа што со една македонска транзициона плата можеш да си купиш LCD во секоја соба. Ние сме денес побогати заради тоа што во ист правец отишла, не знам, и текстилна индустрија, и хемиска индустрија и така натаму. Никогаш голема понуда. Добро, што ти е поентата? Зголемувањето на производството е основа на зголемување на продуктивноста, а тоа е основа на зголемување на високиот животен стандард. Кога расте производството, доаѓа до побарувачка на работната сила и тогаш расте нејзината цена. Тоа е основата на зголемувањето на животниот стандард. Кога ќе ги зголемиш даноците, ти ги оневозможуваш приватните субјекти, предприемачите, компаниите да тргнат во овој здрав и одржлив циклус. Тебе ќе ти изедат жив твитерџииве шарени, кои велат правда, Нека мир, поверат. правда, мир и дека само така може да имаме подобро здравство со повисоки даноци, да имаме Добро. Да. Сега ја морам некоја страна да застапувам далеку дека сум ја повели. Значи, идејата е, па еве, едни од шарените, еве ти го Боцевски твојов амбасадор. Шведска и така натаму и така натаму. Сите земји на чии што животен стандард денес воздивнуваме, кога се претвориле од рурални и заостанати во индустријски, имале даноци под 10%. Значи, Ние што треба тоа да го ние мора да го поминеме тој период. Америка во она индустријска револуција, поготово од крајот на граѓанската војна па се до 1905-6 година, немала никогаш проблем со невработеност, иако и се дуплирало населението на 10 години. Од 1880 до 1890 има години кога индустријското производство расте и до 20%. Има години кога цените паѓаат и до 10%. Да, ова е графиконот, покажи го. Ова се даноците на САД, прикажани од почетокот на 20 век па до 2010 година. Во овој период овдека САД станала атрактивна за живење. Не во овој овде. Овдека е 70 години, оние години на шарените што ги спомнувам. Овие две вака што се нагоре, тоа се. Чекај, ова е графикон кој покажува висината на даноците. Висина на даноците. Да, government spending, значи потрошувачка на владата. Потрошувачката владата нема пари, мора да ги земе од граѓаните и од фирмите. Добро. Најголемата во историја е за време на Втората светска војна. Тогаш има и најбрз пораст на GDP. Да, околу 17-18%. Тоа се двете светски војни, тоа се двата пика. Да, тоа се двата пика. Останатово како иде нагоре, гледате, со еден исклучок, има еден пат во време на Реган и има еден пат во време на Буш. Да. Како се зголемува? Како се зголемува потрошувачката, државната потрошувачка на САД? Така САД добива конкуренција како светска економска сила. Негдека во 50-тите Јапонија, Кореја, прво Германија. Германија во период 50-60 години, во време на Конрад Аденауер и Лудвиг Ерхард, германското економско чудо, од 53 година до 60 година, има дојдено Држи го графиконот. Ја има намалено невработеноста од 47 на 5%. Од 53-та, ме следиш? Да. Од 53-та до 60-та година, невработеноста од 45 на 5%. Добро, тоа е после војната, изградба, Со вакви даноци. индустриализација. Грција исто била после војна. Но и огромна помош американски кредити. 1,2 милиарди долари. Истата помош ја има и Грција добијано. 1,2 милиарди долари. Истата ја има и Италија добијано. Кај е Италија, кај е Грција? И зошто е тоа така? Зошто? Еве зошто. Заради ниските даноци. Овие да. И отсуството на регулативи. Никакво државно контролирање на цени. Ако една цена отиде нагоре, доаѓаат инвеститори да заработат, ја зголемуваат понудата, цената се враќа доле. Моментално струја ни треба. Што треба да се случи?
Ова ја што го зборам, знам дека е политички невозможно. Меѓутоа е докажано дека на пазарот функционира така. Ако пуштиш сега да нема регулаторна комисија енергетика, цената на струјата кај ќе отиде? Не е никаква тајна. Така е, ќе се покачи. Така. Ќе се покачи. Оти нема конкуренција. Оти нема конкуренција. Но ако се покачи, ќе дојде конкуренција. Ама ако дозволиш чебрени галишта да не идат преку тендери, туку да има слободна конкуренција, кој сака да може да влезе на пазарот, да понудува, да произведува, во тој момент ќе се случи она што ни се случи, отприлика она што ни се случи со мобилната телефонија. Отидоа едно време цените нагоре, конкуренцијата ги симна надоле. Кога имавме 3 оператори. А понудата и квалитетот отидоа нагоре, така? Така. И сега како сакаме здравството да се развива? Како сега што се развива или како мобилната телефонија што се развиваше? Ти имаш една интересен... Како сакаме школството да се развива? Како мобилната телефонија или како сега што се развива? Пушти ги да се приватизираат. Тој што сака да заработи, ќе мора да понуди квалитет. Тој што сака да заработи, ќе мора да привлече што е можно поише луѓе. Апсолутно не е точна тезата, ќе изградат супер луксузни болници во кои што никол немало да влезе. Не е така. Најголемите болести во историјата на човештвото се победени во ерата на либералниот капитализам, 19 век, кога се имаат појавено вакцини, пеницилин, рентген, не знам, како се вика, Луј Пастер и така натаму и така натаму. Тогаш се победени најголемиот број на болести. Не со воведувањето на систематски прегледи во училиштето, не со социјализацијата на здравството. Во овој момент... Но даноците им овозможуваат пензии на граѓаните, плати на учителите, на јавната администрација. Така. Во овој момент ние имаме сериозни проблеми со огромната дупка во пензискиот систем. До пред известно време немаше, не сум погледнал во последниве месеци, меѓутоа до пред некој месец беше само статистиката до 2015 година, кога дупката во буџетот беше 45%. Таа дупка се надополнуваше со буџетски пари, па во последно време дури и со кредити. 2000 моментално 810 или 820 милиони изнесува трошокот за пензиско инвалидско осигурување. Толку трошиме на пензии годишно. 2020 година ќе биде 1 милијарда. Од каде тие пари? Наредна година ние ќе имаме 11.000 нови пензионери. За да не се создаде поголема дупка во пензискиот систем, ние ќе треба да имаме минимум 33.000 нови вработувања со просечна плата во приватен сектор. Ќе ги обезбедиме? Тешка работа. Значи, како и на кој начин да се обезбеди пензискиот систем да биде одржлив? Еве ќе почнеме од пензискиот систем, бидејќи го спомна. А во исто време да имаме доволен економски раст кој што тоа ќе го финансира. Јас имам еден модел. Едноставен е. Не влегол во политичката програма на ниједна партија за сега. Се надевам дека ќе постои некој релевантен политички субјект што ќе го прифати. Меѓутоа, доколку се одлучите во еден момент, нели ние позајмуваме пари за пензии, во еден момент последниот кредитор ќе рече стоп, нема повеќе. Не сме ние Грција во еврозона. Не сме ние Америка чија што валута ја купува цел свет па да можеме да печатиме. Последниот кредитор вика стоп. Што правиме? Едната варијанта е, може краткорочно да се одложува тој банкрот со продавање на одредени капацитети, дали ќе биде Елем, дали ќе биде Мепсо, дали ќе биде, не знам, Пошти, не знам што би било. Може известно време да се одлага со зголемување на старосната граница за пензионери, меѓутоа повторно ќе ти дое тој талас, ќе те бутне што се вика уз зид. Со отпуштање на 80.000 луѓе од администрација и со укинување на субвенции за земјоделие, добиваш ослободување на околу 900 милиони евра од буџетот, кои што можат комплетно да се пренаменат. Колку отпуштање од администрација? Околу 80.000. Зависи кој. И никакви субвенции у земјоделие? И никакви субвенции. Тоа се околу 130-40 милиона.
Ти беше голем противник на субвенциите уште во време на ВМРО. Ќе објаснам и зошто. И против купување домашни производи. Како ги земаа фабриките, јас да сум бил патриот, што ќе им купувам. Ама ајде на страната. Која е другата алтернатива на се тоа? Само да го довршам претходно целиот овој пакет и целата оваа замисла. Со околу 900 милиона ти ги подмируваш пензиите оваа година. Доколку намалиш 10% на остатокот од администрацијата, со исклучок на армија, полиција и судство, ти се ослободуваат дополнителни средства да го елиминираш и персоналниот данок на вработените. Што мислиш, што ќе се случи сега во овој момент? Ако на фирмите им укинеш придонеси за пензиско осигурување и персонален данок, ќе расте со многу брзо темпо. Што ќе расте? Сите фирми кои што ги знаеме, им ги намалуваш придонесите драстично, им укинуваш персонален данок. Они ќе ти речат ќе се збогатува само повеќе пари за газдите. Што јахти ќе купуваат. Па купуваат јахти. Види, 55.000 блокирани фирми не се блокирани сите заради тоа што сакаат да купуваат јахти. Разбираш? Значи, тој што сака до јахта да дојде не може да заработи како човек фирма. Или дај Боже авион да заработи, тоа па ич па нема шанси човек фирма да го направи. Мора да вработи луѓе, мора да вработи технологија, да освоја надворешен пазар. Никој со задоволување на 2 милионски пазар не станал да купува јахти. Значи, обратниот последната опција која што ни останува алтернатива на ова е да се печатат пари. Зашто веќе имаш теоретски разработени шеми? Немаме доволна ликвидност, нереален курс на денар. А тоа е инфлација. Обично така се продава тоа. Инфлацијата е сите ние да осиромашиме, нашето производство да било ефтино надвор и да се зголеми Извозот. Да се зголеми извозот со тоа производство, со тоа вработеност. Тоа е најголемата лага која никогаш не упали. Никогаш. Затоа што ја во живот имам преживеано 3-4 инфлации и ниедна не донесе подобрување. И во Европа инфлација има медитеранските држави, овие Добро? Океј. не толкава како Југославија, меѓутоа драхмата, лирата, пезетата не беа исто што и марката германска. Така. Индустријата остана на север, овие доле останаа со полјопривреда и плажи. ВМРО имаше воведе рамен данок. Да. И иако си ти против даноците, тоа беше едно подобро и фер решение за сите. Сега се вели дека уште подобро и поправедно решение ќе биде кога ќе има. Сега кажавме 55.000 фирми се блокирани со рамен данок. Замисли кој ќе го зголемиш. А и они зборат за персоналниот данок само дека ќе го зголемат. Не слушнав нешто данокот на добивка, уште тоа ако им падне на памет, тоа ќе биде долевање оган долевање бензин на целиот оган кој што го имаме. Тоа ќе значи дополнителна даночна евазија, тоа ќе значи дополнително затварање на фирми овде, селење нивно во соседството. Ти имаш масовна појава е да кажеме. Па види, на Социјалдемократски сојуз им одговара, затоа што луѓе кои не работат во фирми кои не се контролирани или не се државни, се луѓе кои ќе може да ги контролираат и за идеолошко, поточно за влезот на Македонија во ЕУ, во НАТО, насочување да нема. Се слагаш со мене дека на партиите во Македонија не им одговара луѓето да успеваат без партиска книшка. Затоа е прогонувањето на приватниот сектор. Виктор, ја морам for the sake of the argument, не дека ја задржувам став, туку за да излекувам повеќе од тебе. Да. Ти зборам контра. Да. Тоа е идејата. Тоа е идејата. Луѓето да не успеваат без партиска книшка. Сега можеме да правиме моабет. Тоа беше во комунизмот. Зошто им се одземаа козите на луѓето? Па не само кози, била девастирана, али да, што викаш. За да зависи од партијата. Меѓутоа ние живееме во филм дека сме го напуштиле тој систем. Но велат дека тој систем го донел прогресот и Македонија станала модерна држава. Ако гледаш провинцијски, можеби, да, Македонија 50 години првпат видела струја, асфалт, тоа да, меѓутоа во глобални рамки ние сме нигде. Нормално. Значи, Што мислиш, што ќе донесе овие нови сега даноци?
Оние со пониски примања помали даноци, оние со повисоки Прво, примања поголеми даноци. Велат дека тоа ќе биде фер. Многу е мало за фаќањето, ќе донесат во буџетот нови 25 милиона евра. Не знам што ќе се подмири со тие 25 милиона евра за сите сиромашни да им било подобро. Не. Не е само, не можеш економијата само да ја сведеш на бројки. Има нешто што се вика и принципи. Еден од тие принципи е мотивацијата. Како ти ќе мотивираш еден човек да инвестира, да развива фирма, да развива бизнис, ако му кажеш, слушај, колку повеќе ќе заработуваш, толку повеќе ќе ни плаќаш. По еден момент ќе ти станеме и ортаци во фирмата. Каков е тој мотив? Збориме нормално за честно заработени пари, за фирми кои што растат без некаква политичка зависност. Па луѓе кои немаат излез, како ја, например, кој не можам да имам емисија нигде, можам едино да се ќутам и да си плаќам повеќе. И ќе бидам посиромашен и квалитетот на емисијата ќе ми опадне. Да, тоа се тенденциите. Тоа се тенденциите. Побидејќи вие ако еднаш, сега некои викаат, тоа не е големо зголемување од 10 на 18%, да, меѓутоа почнува. Обама викаше дека нема да зголемува повеќе од 35%, но отиде до 41%. Да, па дури Берни Сандерс, значи Берни Сандерс ветуваше повисоки. Кога еднаш ти ќе се нафатиш на тоа да ги зголемуваш даноците, кој ќе видиш дека наплатата не ти е таква како што си пресметал на папиру, дали паднала економијата, дали капитал се преселил надвор, ти ќе посегнеш по ново покачување. Аха, велиш дека они сега со повисоките данъци ќе очекуваат на моментална економија каква е, дека ќе им донесе 100. Пресметките се со моментална економија. Ама многу мина ќе се откажат и од бизнисот, работа ќе се оцели и така натаму, и кога ќе видиш приходот нема да му биде 100, туку 80. И он ќе отиде уште 20% горе, за да ја пополни дупката. Тоа нема да се случи наредната година, но е правец во кој што одиме. И што ќе носат новите високи данъци? Имаме земји со многу високи данъци, па одлично живеат. Вака сега ќе поставиме. Добро. Значи кажавме дека сите земји на кои што животен стандард воздигнуваме, станале високо развиени со ниски даноци, додека не дошле до еден висок технолошки стадиум кој што им дозволува и им овозможува. Кој што им дозволува и овозможува таков тип на фискална политика. Еве да земеме, често пати јас го зивам како пример BMW, омилена кола ми е веројатно, не е битно, фабрика во Минхен во Баварија. Голема колку два наши ГТЦ. Така, на слика, со некои стотина илјади вработени по цела Германија. Збори, така. Ке се оби. 100.000 вработени можеш да најдеш и во Македонија, така? Колкав промет прават македонските работници? Па во БМВ прават 200 милиарди евра. Тоа се 20 македонски економии. Пак ќе кажам, нашите 100.000 работници колкава производство прават? Колкав годишен промет прават? Тоа е таа технологија и тоа е тој технолошки стадиум кој што може да плаќа 40% данок и 3.000 евра плата и пак да биде од тебе поевтин на меѓународните пазари. Со извоз на храна, со извоз на вино, со туризам и со, ајде да кажам, никаква индустрија, ти не можеш германска фирма и македонска фирма да ги оданочиш исто. Има нешто што се вика, последен пат пишував за што е ова сега? Не е важно. Да. Збори си ти. Значи, не ми одвлекува внимание, али окей. Малце по биланс има нешто што економистите го нарекуваат билансна состојба. Билансна состојба во една просечна германска фирма ти подразбира 70-80% технологија, 20-30% инфраструктура, некој 5 до 10% харти од вредност, дали е тоа ликвидни средства на жиросметка или удели во други фирми. Кој е билансот на состојба на една македонска фирма? 70-80% се празни хали, паркинзи, канцеларии, не знам, па дури има и обраснати ниви што ги ставаат во биланс. На BMW не личи баш само на 2 ГТЦ, малце поголема ми личи. Ајде да 3 нека биде, окей. Ама 100.000 работници, не, друго ми беше поентата. 100.000 работници можеш и во Македонија да најдеш. 100.000 работници еве ти ги овде. Може тие и овие да плаќаат исти данок. Не може. Значи, вкупна економска Македонија... Ама немаат исти плати.
Ма не е само да платите. 100.000 сите македонски работници што се колкава е работната сила во Македонија, односно сите вработени во Македонија прават колкав е БДП-то 11 милиарди евра. Тоа е БДП-то, но толку троши Македонија. Немаме ни... Односно троши 9,5, другото се дознаки од надвор, се извинувам, да се коригирам. Овие создаваат преку 200 милиарди долари. Може ли таа фирми од ваков тип, работници со волкава продуктивност, да бидат и работници со ваква продуктивност, да имаат исти даноци, исти регулативи, исти дозволи за работа? Значи, не, треба да дојдеш до тоа ниво, тоа е како да ти кажам, Шварценегер ми делува убаво, па сега моето дете ќе го терам да дига тегови од 100 кила. Значи, тој треба да порасне, за да можеш да му наметнеш тек од 100 кила. Ќе го деформираш, ќе го убиеш, ако му даеш такво нешто. Значи, несоодветни параметри имаме за оденочување. Во Шведска имале 40-50% данок. Да, но знаете кога плаќа? Милиардери. Волво и Икеа го плаќа. Колку Волво, а колку Икеи ние имаме овде. Значи, кај нас човек што зима бруто 500 евра, нето зима некои 21-2000. Таму човек до 1000 евра не плаќа ништо. Значи, ако земеш во некои апсолутни бројки, ние дури повеќе плаќаме од нив. Повеќе сме оптеретени од нив. Мораш да дојдеш до одредено ниво на продуктивност кога можеш да ги зголемиш даноците. Како се прават општествено тогаш позитивните промени? Ние ги имаме овие, они си го тераат својот филм и око не им трепне. На народ не му се допаѓа, ама народ се плаши, не се бунтува, не гласа. Тие што ќе ги изгласа се само исти, бидејќи и ВМРО ДПМН водеше една таква централистичка државна политика. Мислам, ја и со Миле Јанакиевски се расправаме. Абе, наместо да го ослободувате пазарот, вие пак зголемување на јавната администрација, ајде рамниот данок и така. Казни имаше ненормални. Инспектори беа како гестапо, па мислам дека и се уште се тресат фирмине. Ми страфиме на X фирми, страфиме да се прошируваат. На X фирми страфиме да се рекламираат. Па ја да ти кажам дека има фирма која ми дава минимални некои средства за рекламирање со молба да не ги рекламира. Сакаме да ти помогнем. Зашто викам, ќе ви дадам многу повеќе за парите, вика. Ќе го намирисаат тој. Не вика ќе дојдат од уја, па вика ќе не оваква одма ќе намирисе. Чим имаш ти пари за рекламирање, имаш пари и за зимање. И за зимање. И рушвет. Така е. Значи освен даночната политика што спомнавте, многу е важно и денеска, да живееш во правна сакам држава. да кажам дека медиуми кои се преполни со реклама се само последица на рекет. Не е тоа маркетиншки. Бидејќи у овој момент, ако би било погледаност и по пазарна економија, ја би требало да имам, да сум пун ко куфер. Ја немам реклама. Зошто? Затоа што рекламата се добива со рекет и политичка подобност. Ништо друго. Па тука доаѓаме до уште еден фактор кој што се вика правна држава. Значи, доколку овој разговор го правиме негдека во Средна Европа, ти и јас не би имале никаква бака било кого да рекламираш овдека. Или односно не би постоеле многу од овие проблеми кои што ви кажуваме. Многу важен фактор е колку ти е сигурен капиталот таму кај што ќе го однесеш. И многу често пати, значи, светските движења на капиталот, кога ќе си кажат, па дали да однесам јас рамен данок кај што има Груевски, ама знам и какви партиски има лешинари, сум читал по извештаји на ЕУ, или фино лепо да идам у Шведска 40% да ти си платам и мирна глава. Значи, многу важен фактор е правната држава. Затоа македонци... За да изградиш... Дозволим. Затоа македонци си заменуваат и стануваат успешни во други земји. Со истиот памет... Газдава мој, чија телевизија му е хоби од љубов овде. Нема никаков профит.
Ама неговиот бизнис е во Соединетите држави, во Флорида, затоа што таму е професионално, затоа што законот го штити, затоа што може да се заработи. Он овде тоа не може да го направи. Со еден збор тоа се вика економска слобода. Од еден социјален слој, врз основа на своји способности, да се качиш на друг социјален слој. Тоа е убавината на капитализмот. И затоа Им многу служиш на луѓето за одреден бенефит. Затоа многу ми на страна овие што идат да работат у ресторани и така натаму, тоа не го зборам. Зборам луѓе кои развиваат, македонци кои развиваат бизнис надвор, а не овде. Бидејќи овде када развиеш бизнис се или треба да си криминалец или треба да е непартиска книжка, треба да си во структурите Види на сега, да не ги партијата. жигосуваме сите до одредено ниво. Има, така е. До одредено ниво. Не, Над значи не одредено ниво генерализирам. оваа фабрика да донесеш овде нема да функционира. Па, Ќе ја изедат партиски лешинари за година дена. Така. Добро, имаш големо познавање на времето и си имал некакви настапи и така натаму. Чудно ми е, не те викаат вака по телевизија, по медиуми, очигледно... Едно време и ја избегнував. А, така, се извинувам. Поради тоа ти благодарам на честа што ми ја даваш тогаш. Кажи ми, имаш ли настапи негде, предавања, нешто и така натаму? Ти си бизнисмен, знам, произведуваш сам. Еднаш дојде умацан во масло целиот директно од погон, од фабрика. Ова што го збориш, ти го практикуваш, не си филозоф, не си академец, не си на државна плата, сам си заработиш. Веќе 22 години сум само и исклучиво приватен сектор. И се чудам како си уште туку од држава. А уште известно време ќе видам. Кажи ми, имаш ли нешто настапи, ова твое знаење да им го Еве предаваш? ќе кажам, значи не сум дошол во контакт се уште со работи за млади дечки од правниот факултет Битола. Поканен сум да одржам предавање на тема радикален капитализам. Се ова што го збориме, претпоставувам од одреден радикален агол, како е најавена темата на предавањето. И тој ќе биде на 4 декември, следниот месец. Тој настап. Со задоволство ќе се потрудиме да те следиме и се надевам дека мои пријатели од Битола ќе успеат да направат лајвстрим од твојот настап таму. Па се надевам јас. Ти благодарам за твоето гостување, ти благодарам за ова предавање што ни го направи, се извинувам малку. Ти благодарам и на тебе, се извинувам на моменти што можеби ја изгубив и елоквентноста, треба концентрација човек да ги спофаќа сите Да, ствари. ние импровизираме овде скроз. Така е. Јас пробував нешто да лош тампач испадна дома баш пред емисија. Меѓутоа, окей, како да е, мислам дека направивме една интересна емисија и дека барем мал дел од гледачите ги натеравме на поинаков начин да размислуваат. Уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.